Почитувани колеги пратеници, почитуван премиер на владата на Република Македонија, почитувани граѓани. За жал од вашите ветувања кои што ги дадовте во минатото за менување на дел од вашите министри во вашиот тим, барем оние кои што за 2 години не дале никаков ученок во своето работење, ќе има барем оставка за нив или разрешување од ваша страна. За жал повторно слушнавме празни флоскули, празни зборови. Едно се говори во минатото, но за жал друго имаме во реалноста. Но затоа ќе имаме незадоволни граѓани од секаков аспект, бидејќи за 2 години владење нова власт граѓаните осиромашиле, ако не барем за половина од тоа што било пред 2 години. Ако гледаме куповната моќ која што имаа граѓаните пред 2 години и колку можеле за една сума на пари да си купат во споредба за она што денес може да го купат, ќе видиме дека е драстично намалена, но за разлика од тоа, почитуван председател на владата, секојдневно се задолжуваат граѓаните на дневна основа и еве апроксимативно околу 800 евра секое едно семејство во Република Македонија е задолжено за последните 2 години, што и самите верувам дека знаете дека крајно загрижувачки и застрашувачки и апсолутно не делува безбедно од страна или во поглед на економската безбедност на граѓаните. Имаме сериозни проблеми буквално во секој еден сегмент од општественото збиднување, дали е тоа во областа на образованието, во областа на здравството, во земјоделието не сакам ниту да говорам за тоа, затоа што е дојдено веќе до точка на вриење, економијата ни е таква каква што ни е, дебатиравме сега пред неколку недели за новиот буџет за Република за 2019 година, а денес во Собранието на Република Македонија имаме една парадоксална ситуација, имаме некаква мини реконструкција на владата, што ама баш нема никаква допирна точка со реалноста, односно не кореспондира ова разрешување со она што се бара од Република Македонија во моментов. Денес пред нас не знам зашто е искрено ова разрешување, што се сака да се постигне со еден ваков повторно да речам несериозен потек на премиерот, кога во повеќе наврати на вистина најавуваше сериозни промени во владиниот тим, или не знам тоа како да го нарачам, дали тоа беше едноставно само фрлање песок во очите на граѓаните, колку да се зацкрие искрената намера која што се пласираше во тоа време пред нив. И што имаме денес пред нас? Ќе биде навистина и смешно, истовремено и тажно, еве која ќе треба да го прочитате дописот кој што е испратен од премиерот до нас пратениците за разрешување на 2 министри во неговото министерство, кој се состои само од 2 пасоси, без никакво образложување, барем што се однесува за разрешувањето на Аксел Ахмедовски, на крајот да напишавте дека тоа е по барање на пратеникот Самка Ибраимовски. Ништо не знаеме, конкретно ќе говорам за Аксел Ахмедовски, бидејќи за него и ништо не најдовме што е причината за разрешување, за разлика од овој другиот министер за странски инвестиции, Аднан Кахил, може би има нешто што може да се најде, се заканувал на некој бизнисмен и така натаму, има постапка по него, бил, како што знам, министер за странски инвестиции за Турција и за Блискиот Исток, такви некои инвестиции, за жал, по 2 години од негова страна не видовме. Но, еве што мане му се најде на човекот Аксел Ахмедовски. Колкаво ли зло дело овој човек направил, што тој се најде на приоритетот за негово менување наспроти оние кои што и на вистина заслужиле да бидат променети заради нивната непрофесионалност, заради нивните скандали кои што се поврзани. Еден добар дел од скандалите се поврзани за министрите во владата, заради немање баш и никакво поместување во делот на сферата која што тие ја водат. Но затоа господинот Ахмедовски ќе треба да го плати цехот на сите овие неработници и да биде првиот разрешен од неговата функција, а зошто и кои се причините, за жал во образложението ги нема. Ме интересира заради што се терети човекот и зошто треба да дојда до негово разрешување. Може би
не ги исполнил ветувањата кои што ги дал за време на предизборната кампања. Може би не успеал да спроведе ниту една реформа која што ја ветувал за време на кампањата. Па затоа сега премиерот му забележал за тоа, бидејќи е нанесена огромна штета и еве експресно после 2 години го гледаме неговото разрешување. Може би е разрешен заради тоа што навистина вработил огромен број на партиски луѓе, односно ја партизирал институцијата, па сега го плаќа цехот за тоа. Ако е навистина тоа причината за разрешување, еве јас сум таа првата која што ќе ве поддржи во вашиот предлог за овој министер без ресор да биде сменет. Може би за сметка на партизацијата па ги бркал професионалните кадри во делот на министерството кој што го раководел, па сега му е фатено тоа за зло, зошто тие стручни кадри ги избркал, а вработил своји сопартици. Дали може би имал навистина многу скапи, луксузни потреби, па трошел на луксузни патувања, си купил нов луксузен мебел во неговата канцеларија, бидејќи не можел да седи на стариот мебел, се хранел со екзотични храни, овошја, може би исплатил повеќе, потрошил повеќе пари за цвеќиња за да си оглепша својата канцеларија, купил повеќе штампани весници и материјали за неговата потреба, си го обновил возниот парк со луксузни автомобили или нешто слично од тоа што му е потребно, па го нарушил буџетот на Република Македонија, на државата, тоа индиректно ги оштетил граѓаните и верувајте, ако ова е вака, но меѓутоа ние не знаеме бидејќи немаме дадено опис или причините зошто истиот се разрешува, ако ова е вака, тогаш јас ќе го дадам мојот глас за разрешување на овој министер. Навистина многу дилеми се отварат за овој министер без ресор. За разлика од другите почитувани мои граѓани, колеги, кои во секој ден сегмент ја погазиле демократијата во државата, го прекршуваат уставот и доведуваат до негова промена, ги дерогираат буквално сите правни прописи во државата, но за жал таквите министри остануваат и понатаму за да се осигурат во својата мисија дека до крај ќе биде завршена. За жал, господине премиер, со вакви очени потези не може да се направат квалитетни чекори напред, но како и да е, ваквите потези кои што ги правите, прво губите вие, како прв човек пред министрите, и благодарение на луѓето, погрешните луѓе кои што ги имате поставено на места министри во владата на Република Македонија, а чие портфолио после 2 години за жал останува празно. Вие ќе треба да одговорите на крајот за многу неразјаснети прашања и за неработењето на вашите министри, да кажете зошто секојдневно имаме грабежи, убиства неразјаснети, рекетирања, насилства, на кои што за жал им се прогледува низ прсти. Дали овој министер без ресор кој го разрешувате може би има некаква поврзаност со масовните иселувања на младите, па за тоа му сте забележале и затоа вршите негово разрешување, или пак може би не нашол погодни механизми и мерки за да ги врати тие во наводници 600.000 кои што постојано ги повторувавте биле иселени во минатото заради погрешните политики на претходните влади, па не вратил ни еден назад. За жал, почитувани мои колеги, мислам дека е доста со лицемерното водење на политиката. Време е да излечиме политичката клима во Република Македонија и конечно да тргнеме со прочистени души и реални визии за државата без лицемерие, без игри и без измами. Еве, почитуваниот председател на владата нека биде тој што ќе ги промовира вистинските вредности и ќе го промени профилот на еден политичар онаков како што треба да биде, нелицемерен, без двојни игри на политичката сцена во Република Македонија. Но за тоа да го направи, прво ќе треба да почне од себе и од себе си и од неговите министри, бидејќи вие сте сега на власт и вие треба да бидете пример каков треба да биде еден политичар на политичката сцена во Република Македонија и тој политичар да се води прво од своите морални вредности, а потоа да води грижа за граѓаните. Вие добро знаете, почитуван господине Заев, пред 2 години кога говоревме од истото место
за конституирање на владата, ви дадовме одредени карактеристики за Благодарам. одредени министри, за жал не послушавте и еве веќе тоа излегува на виделина. Ви благодарам.